Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Музичкиот спектакл на джез квартетот Fourplay ќе го отвори годинашното 57-мо издание на најреномираната културна манифестација во Македонија, фестивалот Охридско лето, кој ќе се одржува под мотото Патот до магијата и со ново лого. Останете со нас, еве ги насловите за денеска. Младост без лудост е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Волшебно великденско дрво за децата од дневниот центар Капештец. Од денеска плаќање и со мобилен на ВИП во автобусите на ЈСП. Јавното предпријатие Паркинг на општина Центар денеска ја представи првата мобилна паркинг апликација. Вечерва во Македонската опера и балет изведба на операта Турандот. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата започнува нова кампања за поголема безбедност на младите во сообраќајот, која ќе се спроведува во наредните 6 месеци. Во кампањата насловена «Младост без лудост» ќе се вклучат припадниците на МВР, професорите од средните училишта и неколку јавни личности од Македонија. Младост без лудост е мотото под кое ќе се реализира новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која денеска беше промовирана, а во наредниот период ќе се реализира во соработка со МВР, Агенцијата за млади и спорт, градот Скопје и други партнери, а истата има за цел да се намали бројот на загинати и на повредени млади лица во сообраќајни незгоди. Слоганот на кампањата е Младост без лудост. Младост е да си нескротлив, а лудост е да си невнимателен. Младост е да се поднапиеш, но лудост е да возиш пијан. Младост е да сакаш да зборуваш на телефон, лудост е тоа да го правиш додека возиш. Младост е да си жив и темпераментен, лудост е да возиш брзо и агресивно во сообраќајот. Младост оправдува многу грешки, но не во сообраќајот и сообраќајните незгоди, затоа што тие никогаш не простуваат, а последиците се трајни. Затоа, кога во прашање сообраќајот, уште еднаш апелираме до младите да бидат одговорни и внимателни. Кампањата Младост без лудост ќе биде една од најкреативните, најмасовните, најинтересните кампањи кои веруваме ќе го одземат вниманието на сите млади учесници во сообраќајот, а посебно очекуваме да бидат прифатени од страна на младите кои што се ризична група учесници во сообраќајот. Со цел полесно да се допре и да се доближи до младата популација, кампањата ќе се реализира на терен. Во незиниот фокус се младите луѓе на возраст од 18 до 40 години, бидејќи тие влегуваат во категоријата ризични учесници во сообраќајот, кои често се причина за предизвикување сообраќајни незгоди и кои најчесто страдаат во сообраќајни незгоди. Кампањата ќе трае 6 месеци и во незината реализација ќе бидат вклучени припадниците на МВР, професорите од средни училишта и манекенката Катерина Ивановска, глумецот Гора Цветковски, фудбалерот Дарко Глишич, водителката Елена Стојановска и браќата Мартин и Стефан од Next Time. Кампања на почетокот кога бевме засликани, кој ми го кажа слоганот Младост без лудост, првата работа беше како кај постои, мислам, тоа е глупост тешка да бидеш, нели, младост без лудост, кога и некој ќе правиш глупости, но од кога ги прочитав пораките, сватив дека тоа е многу добро смислен слоган и дека е целата работа, дека апсолутно младост треба да биде проследена со лудост, но работи од типот на возење под действие на алкохол, правење муабет на телефон, пребрзо возење, претекнување на полна лента, не знам, покажување на многу глупав начин е апсолутно во границите на тоа што јас верувам и поштовање. Верувам и го поддржувам овој слоган и овој целиот овој концепт и проект на РСБС. Дел од кампањата ќе биде и возилото во кое неодамна загинаа 2 млади лица како резултат на брзо возење. Во рамки на кампањата ќе бидат изработени и 1000 едукативни табли кои што ќе бидат дистрибуирани во средните училишта и во високообразовните институции. Како дел од кампањата ќе биде организирана и акција Безбедни млади возачи, во чии рамки ќе има наградно надпреверување во кое средношколците кои ќе покажат најдобри знаења по сообраќајните правила и прописи ќе добијат ваучер од 50% попуст и целосно бесплатни ваучери за полагање на Б возачка категорија. Статистичките податоци покажуваат дека минатата година во Македонија 165 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од кои 25 лица се на возраст до 24 години.
И граѓаните кои имаат мобилни од ВИП од денеска со својот телефон ќе може да плаќаат во автобусите на ЈСП Скопје. Тоа може да го сторат откако ќе активираат услугата со праќање SMS порака со текст старт на бројот 14 11 14, пошто може да свртат на бројот 185 за да се изврши плаќањето. Од денеска во функција е ставено и плаќањето со мобилен телефон за претплатниците од ВИП операторот во автобусите на ЈСП Скопје. Оваа услуга ќе може да се користи откако ќе се активира услугата. Подочно, прво се праќа бесплатна SMS порака на бројот 14 11 14 со текст старт, со што оваа услуга станува активна. Активацијата се прави еднократно. Кога претплатничкиот број е веќе активиран, плаќањето се врши само со вртење на бројот 185. Од кога ќе се добие сигналот, телефонот се доближува до валидаторот. Плаќањето трае неколку секунди, пошто претплатникот добива повратна SMS порака дека плаќањето е успешно. Оваа порака корисниците на јавниот превоз се должни да ја чуваат до крајот на нивното возење. Со ова се комплетира можноста на сите граѓани да може да ги користат услугите на јавното предпријатие, со што се овозможува полесно плаќање на билетите и за оние лица кои не толку често го користат јавниот превоз. Мобилна апликација за паркинг услуги за корисниците и жителите на општина Центар денеска представи јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Мобилната апликација овозможува брзо и едноставно добивање на сите потребни информации во врска со паркиралиштата. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар денеска ја представи мобилната апликација за паркинг услуги за корисниците и жителите на општина Центар. Мобилната апликација овозможува брзо и едноставно добивање на сите потребни информации во врска со паркиралиштата со кои стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, статус на корисничките договори, плаќање на паркинг услуги со SMS, купување на припејд дневна паркинг карта, најава на гости, плаќање на дневна паркинг карта со електронски картички, известување и новитети. За сите дополнителни информации околу апликацијата, граѓаните може да се информираат на интернет страницата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар pod.mk и во контакт центарот на телефонскиот број 072 251 251. Хуманите граѓани, општествено одговорните компании, но и учениците од основното училиште 11 октомври помогнаа да се реализира големиот хуман проект на Црвениот крст на град Скопје волшебно великденско дрво. На детската представа и на подароците денеска им се изредуваат децата од дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Во пресрет на празникот Великден, Црвениот крст на град Скопје втора година поред го организираа настанот волшебно великденско дрво за 39 деца и младинци кои го посетуваат дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Лицата од центарот на 20 март ги запишаа своите желби на наменски картички, великденски јајца и заедно со волонтерите на Црвениот крст ги закачија на големото волшебно великденско дрво. Сите хумани граѓани кои го посетија великденското катче во трговскиот центар Амстор, како и ученици преку организирани работилници, имаа можност да ги исполнат желбите на лицата од центарот и да придонесат за нивната среќа. Ниту една детска желба не остана неисполнета, а желбите беа различни. Од патики, тренерки, мобилни телефони, па дури и еден статичен велосипед, наменет за вежби на децата со церебрална парализа. Оваа иницијатива се роди минатата година, кога всушност посакавме во пресрет на великденските празници да исполниме желби на децата и младинците кои што токму тој центар за церебрална парализа го посетуваат во текот на целата година. На 20 март ги запишаа своите желби и потоа ги закачија на убавото великденско дрво. Денешниот ден, токму нели пред празникот Великден, онака како што е насловот на самата активност, е всушност остварување на нивните желби и доделување на подароците. Може да ни кажете колку подароци беа собрани и за какви подароци станува? Значи станува збор за околу 40 подароци од најразличен вид. Значи можеби најголемиот подарок, односно согласно потребите на детето, е еден собен велосипед кој што воедно ќе биде е помагало за едно од лицата кој што го посетува центарот. Меѓутоа има многу облека, патики, аквариум годинава посакаат децата. Имаше некои интересни играчки, едукативни. Во остварување на желбите на децата од дневниот центар за лица со церебрална парализа учествуваа и учениците од основно
основното училиште 11 октомври, кои со продажба на своји изработки собраа значителна сума која потоа ја донираа. А за целокупното расположение на дечињата се одигра и детска театарска представа. Годинава се вклучија и дечиња од 11 октомври основното училиште, 4 оделенија, кои што наменски изработуваа картички, па ги продаваа со нивните родители, наставници така натаму, чија во поддршка на исполнување на желбите токму за поголемите подароци, конкретно е за тој собен велосипед. Активноста е во рамки на проектот за поддршка и социализација на деца и младенци со посебни потреби, а се реализира во соработка со Рамстор Мол, Комерцијална банка и Центарот за социјална работа. В 2017 украсени великденски јајца ќе бидат изложени на традиционалната манифестација Подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение, која ќе се одржи утре во Домот на култура Илинден во период од 10 до 14 часот. Општина Илинден традиционално по 11 пат ја организира манифестацијата Подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение. Ова оригинална и единствена од ваков вид манифестација која што истовремено ги обединува образованието, културата, уметноста, традицијата и религијата, ќе се одржи во Домот на култура Илинден во населбата Илинден утре на Велики четврток во период од 10 до 14 часот. Секој посетител на манифестацијата што ќе подари книга за возврат ќе добие црвено великденско јајце. Во чест на 2017 лето Господово, символично ќе бидат украсени 2017 великденски јајца. Во изминатите 10 години во манифестацијата Подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение, што се одржува секоја година на Велики четврток, во пресрет на најголемиот христијански празник Великден. Вкупно се собрани 30.000 книги, наменети за општинската библиотека Илинден и библиотеките во основните училишта. На оваа манифестација секоја година учествуваат представниците од бизнис секторот, повеќе издавачки куќи, научни институции и факултети, учениците, како и голем број граѓани, кои со дарувањето книги го збогатија библиотечниот фонд на општинската библиотека Илинден, за што општината упатува голема благодарност до нив. Спортското игралиште во населеното место Колонија во општина Газибаба доби нова ограда околу целиот терен. Покрај овие активности на територија на општина Газибаба во теке акција за крпење на ударните дупки. Општина Газибаба заврши со реконструкцијата на спортското игралиште во Колонија. Градежните зафати опфатија целосна реконструкција на оградата околу спортското игралиште за мал фудбал и ракомет. Општината исто така планира да постави и нова урбана опрема, клупи и канти за отпадоци, а на игралиштето ќе се постави и вештачка трева. Покрај реконструкцијата на игралиштето во Колонија, на територија на општина Газибаба се одвиваат и тековни активности за крпење на ударните дупки. 116 ученици од основните училишта во општина Ѓорче Петров беа дел од регионалниот надпревар по биологија и природни науки, кој се одржа во основното училиште Тихомир Милошевски. Победниците од овој надпревар ќе учествуваат на регионалните и републички надпревари. Во основното училиште Тихомир Милошевски во општина Ѓорче Петров се одржа регионален надпревар по биологија и природни науки, во кој учествуваа вкупно 116 ученици од 4 до 9 оделение од основните училишта од општина Ѓорче Петров. Надпреварот, како што информираат од општината, беше организиран и надгледуван од представници на Друштвото на биолози на Република Македонија и од Друштвото на природници, кои беа задоволни од текот на надпреварот, знаењето на учениците и постигнатите резултати. Победниците од овој надпревар ќе земат учество во регионалните и републичките надпревари со целосна подршка од општина Ѓорче Петров. Во рамки на проектот Месец на предприемништвото, општина Центар награди 6 бизнис планови од млади предприемачи кои конкурираа во рамки на проектот. Општина Центар со парична награда во висина од 25.000 денари поединачно награди 6 проекти, бизнис планови од млади предприемачи кои конкурираа во рамки на проектот на општината Месец на предприемништво,
Комисија која ги оценуваше проектите смета дека бизнис планот Рециклирај и добиј бонус може да биде вклучен во идните планови на општината, како проект со најсилна компонента на општествена одговорност за намалување на загаденоста на животната средина. Целта на проектот е да се рециклира искористеното масло за јадење од домаќинствата преку поставување на машини за собирање на употребеното масло во 2 супермаркети во општина Центар. Граѓаните кои ќе го донесат маслото ќе добијат награда во вид на парични средства, а истото ќе се продава на компании што произведуваат гориво, што е направено исклучиво од употребено масло или биодизел. Овој проект е активност на Советот на млади на општина Центар и Канцеларијата за млади на општина Центар. На сцената на Македонската опера и балет вечерва се изведува оперската представа Турандот од Джакомо Пучини. Од МОП информираат дека спектакуларната продукција на епската кинеска бајка на еден од најславните и најбарани оперски режисери на денешницата, Джанкарло Дел Монако, што беше дел од минатогодишните мајски оперски вечери, повторно се враќа на сцената. Операта Турандот од Джакомо Пучини се изведува вечерва на сцената на Македонската опера и балет. Диригент е Иван Еминовиќ. Режијата, сценографијата и костимографијата се на Джанкарло Дел Монако, а за кореографијата се погрежи Саша Евтимова. Турандот е опера во 3 чина од Джакомо Пучини. Операта е напишана по либрето на Джузепе Адами и Ренато Симони, а базирана на адаптацијата на Фридрих Шилер на драмата Турандот од Карло Гоци. Пучини умира недовршувајќи операта, која подосна е завршена од Франко Алфано, одликувајќи се со невообичаен музички материјал, во кој предничи иновативната употреба на хорот и оркестерот. Стилот на Пучини во ова оперско дело е особено препознатлив во широките експресивни мелодии. До сабота ќе се задржи сончево време, попладне со зголемување на облачноста и со услови за краткотраен дожд, претежно во планинските региони. Во сабота ќе има повеќе облачност и услови за појава на грмежи. Позначителен влажен бран се очекува да помине во недела и понеделник и ќе биде проследен со умерени до повремено поројни врнежи од дожд. Во понеделник ќе дува умерен до заселен северен ветер кој позначително ќе ги спушти дневните температури. Матама метео го гледаме следно. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Не заборавајте да ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, а спортските вести ги гледате следни на МТМ. Пријатно!